Директорот за Фондот на иновации и технолошки развој Јован Деспотовски и директорката на Агенцијата за вработување Билјана Јовановска денеска ја посетија компанијата Атом Сантекс, каде остварија средба со раководството и разговараа за тековни прашања од доменот на надлежностите на двете институции. Потоа Деспотовски и Јовановска заедно со градоначалникот Илиев остварија работна средба со бизнисмени од кочанското стопанство на тема можности за усогласување на потребите за преквалификација и доквалификација на активните баратели на работа и стопанството. Градоначалникот Николчо Илиев по завршувањето на средбата за ефектите од истата изјави: Денеска на оваа средба има можност бизнис секторот од присутните лица, односно од одговорните директорката на Агенцијата за вработување, како и директорот на Фондот за иновации и еден од советниците на премиерот за економски прашања да добијат информации за она што го дават како поддршка на бизнис секторот, на кој начин може да се аплицира, кои се тие средства, со какви средства и за какви намени. Се надевам дека присутните има можност да добијат повеќе информации и да ги спровоцираат во иднина да аплицираат на повиците и да добијат средства со кои навистина ќе и се помогне во идниот развој на компаниите. На средба се дебатираше за неопходниот стручен кадар и можните решенија за негово обезбедување со цел да се подобри понудата и конкурентноста на пазарот на труд во општината. Директорот на Фондот за иновации и технолошки развој на стопанствениците им ги представи можностите за финансиска поддршка на микро, мали и средни предпријатија кои ги нуди владата на Република Северна Македонија преку инструментите на Фондот за иновации. Посакаме да ги доближиме програмите што Фондот за иновации и технолошки развој и Агенцијата за вработување ги нудат на деловниот сектор. Мене ме радува што имавме навистина голем интерес и одзив на локалните компании. Она што исто така ме радува што имавме можност пред оваа средба да направиме посета на една од компаниите кои што веќе користи средства од Фондот за иновации и технолошки развој, компанијата Атом Сантекс, која што можевме на дело да видиме како средства да се вложени во набавка на нова технологија и како таа технологија веќе почнува да функционира и да носи свој резултати. Во овој сегмент само ќе посочам дека од првите истражувања кои што веќе ги направивме и анализи за ефектите од вложувањето на фондот покажува дека компаниите кои што реализираат инвестициски проекти во иновации и технолошки развој растат во просек со 50% во делот на приходите и со 60% во делот на добивката. Тоа само значи дека сето она што го правиме до сега треба да продолжиме го правиме понатаму. Тоа е мотив, меѓутоа и притисок плюс врз владата и врз фондот и понатаму да ги продолжи овие програми да ги зголемува средствата за финансирање. Според податоците на Агенцијата за вработување во Кочани има 2439 активни баратели на работа, 198 со високо, 527 се со средно, а со основно образование и без образование се 227. А директорката на агенцијата на денешната средба ги информираше стопанствениците за новите мерки. Јас како раководно лице на Агенцијата за вработување често сум присутна на терен во центрите за вработување на средби со работодавачите. Заедно ги креираме активните мерки и политики за вработување и се разбира тие се партнер за реализација на истите. Заедно со работодавачите преку активните мерки и политики ја намалуваме невработеноста, ја зголемуваме вработливоста и изнаоѓаме решение за нивниот проблем кој што е обезбедување квалификувана работна сила. Преку обуките до квалификациите кои што ги прави Агенцијата за вработување заедно со организацијата на работодавачи и стопанската комора може да се обезбеди преквалификација и доквалификација за да можат активните баратели на работа да се прилагодат на потребите на пазарот на труд, односно на работодавачите. Општина Кочани иницираше представниците на локалниот бизнис сектор да изработат внатрешна анализа за потребата од стручни профили за функционирање и унапредување на производството. Со учество на средбата тие ќе дадат придонес во подобрување на условите за локален економски развој.